Видовме и во вестите пред малку дека синоќа беше спуштена завесата на зимските олимписки игри во Милано и Кортина, а Македонија овој пат имаше свои представници на најголемата зимска спортска сцена. Да се стигне до Олимпијадата е сон за секој спортист, но и резултат на години пожртвуваност, работа и огромна секако љубов кон спортот. Денес имаме чест во студиото да ги пречекаме дел од македонските олимпици кои настапија во Милано Кортина и кои го живеа изминативе денови олимпискиот сон. Со нас е, до мене ќе почнам со редослед, Виктор Петков, Ана Цветановска и Ставре Јада, и огромен поздрав утринава ќе испратиме и до Јана Атанасовска, која кога го договаравме ова гостување, таа се уште беше во Милано и некаде кон крајот настапуваше. Господа, ви благодарам што ја прифативте поканата и што ова утро сте заедно со нас. Добре дојдовте и честитки за настапот на Олимписките игри. Благодариме на поканата и можност да гостуваме во вашата емисија. Виктор, со оглед на тоа дека ти си дебитант, ќе ми дозволите, Ана, ќе ми простиш како девојка што нему ќе му ја дадам првин честа да поразговарам накусо со него. Ова беа вашите први олимписки игри. Како изгледаше моментот кога застанавте на стартот и свативте јас сум олимписки спортист? Во секој случај чувството беше одлично. Многу поразлично од сите претходни надпревари што сум ги имал во својата кариера. Секако претходно сум настапувал на 5 светски првенства, но чувството не е ни приближно исто како и на Олимписки игри. Нормално тремата и притисокот е сосема поинаков. Да, ама во секој случај позитивно. Да. Не е прв пат да скијаш на оваа патека Стелвио, нели? На Стелвио е прв пат да скијам. Прв пат. Ке ни зборуваш после за тоа, Ана, за вас ова се вторите олимписки игри после Пекин. Колку искуството ете од првиот настап ви помогна овој пат да бидете малку и посмирени и посигурни во надпреварите? Точно. Вториот настап на Олимписки игри ми е многу поискусен и имам многу подобри резултати од претходната Олимпијада. Така? Да. Ставре, што е најразлично кога настапувате на Олимпијадата во споредба со другите надпреварувања? Ова беше годинава твоја трета Олимпијада. Да. Како што напоменавте, па едноставно како што напомена и мојот колега од алпското скијање Виктор Петков, значи Олимпијадата е сосема нешто друго. Значи тоа што се чувствува на една Олимпијада не може да се почувствува нити на европско првенство, нити на светско, нити па на балканските купови или на некои поголеми европски купови кои се одржуваат во Централна Европа. Едноставно чувството е сосема поразлично, амбиентот е друг, друга е целата атмосфера на едни олимписки игри. Виктор, настапи споменав на една од најтешките патеки во светот, Стелвио. Колку е навистина голем предизвик да се вози таму и колку е поразлично од она што досега го имаш возено и го имаш доживеано и преживеано на Во секој случај, патеката беше одлично припремена од страна на италијанците, така да кажем. И самата конструкција на стазата, преломници, ние така ги викаме во скијањето, и должината на самата патека беше многу потешка и поразлична од тоа што сме го имале ние претходно, да кажем, на сите други ФИС европски надпревари. Така. Да. Како изгледаше да се вози? Стрмно е тоа, опасно делува за некој што... Почетокот не воопшто, мислам, за нас не постои стрмно, рамно, да не е некоја голема разлика, мислам, баш беше као што треба и издржа самата патека, скоро за сите напреварувачи, пошто ја стартував со број 65, не исто стартувате со број 1, 10 и 65, ама во секој случај стазата остана во одлична кондиција до крај на преварите. Кому прв се јави откако заврши, односно ја помина целта? Мислам на мајка ми. Мислам на мајка ми, да, иначе добив еден куп пораки и честитки за секако завршената трка и за доста солидниот настап на Олимписки игри. Да. Ана, го подобрите вашиот резултат од претходната Олимпијада во Пекинг. Што значи тоа за вас и дали чувствувате личен напредок во изминативе 4 години, иако нели помеѓу тој период постати многу надпревари на кои што се појавува? Да, тоа значи дека е многу работа позади целиот резултат. Тоа се години наназад со кои имаме недостатоци поправено од минатата Олимпијада.
и се надевам дека така и ќе продолжим во иднина. Физичката дисциплина е исклучително напорна во вашите дисциплини, зборувам за нордиското трчање. Што е најтешко во тие 10 километри? Физичкиот напор или психолошкиот притисок да се издржи трката? Све, и психички и физички. На почетокот беше и многу комплицирана стазата. Имавме насоки на кои треба одредени насоки да ги следиме. Беше на почетокот со патека на десна страна со црвена значка, потоа движеме на лева страна со плава значка и тие патеки требаше додека се надпреваруваш да ги запазиш, додека ако не ги запазиш имаше дисквалификација, беа отстранети исто така уште неколку спортистки што на тоа не внимава, иако беше напор и нели внимание каде што треба концентрација и фокус, успеавме да се избориме и да дадеме максимални резултати. Ставре, како ќе го оцениш твојот настап во годинешната Олимпијада? Па едноставно мојот настап на оваа Олимпијада не би го оценил најдобар, но би го оценил најдобар од сите македонски нордици кои учествувале на зимски Олимпијади. Односно тоа покажува дека и многу подобар резултат имам сега на оваа Олимпијада од она 2018 во Јужна Кореја и 2022 во Пекинг. Со тоа што конечно мислам дека нашата држава, Македонскиот олимписки комитет, скијачката федерација конечно ги изнесов на 20 на 20 меѓу 20 и 30 држави пред, односно да не сме во последните 10 како што тоа било години назад на зимските олимпијади. Ајде малку околу олимпиското искуство. Каква не изгледа секојдневието во олимпиското село? Каква е таму атмосферата помеѓу спортистите, односно беше? Сите се сконцентрирани на надпревариве што ги очекуваат, фокусирани се на тоа или постоите дружба? Има и позитивна енергија каде што имавме забава. Например, имав искуство каде што имавме дозволено уметност да си ја прикажеме, да смириме својата енергија. Имавме цртежи за боење, имавме игри, каде што исто така се забавувавме на игрите. Еден мал дел од игрите ни помогна малку повеќе да се упатиме во Олимпијадата, односно со останатите спортисти. Некои прашања околу изминатите спортисти што се бавеле предходно со Олимпијади и нивни исто така приказни, споделени од нивна страна, како и ние да ги прифатиме за наше искуство понатака. Виктор, дали имавте можност да се запознаете и да се дружите со некои големи спортски, скиорски? Да, во секој случај, ние бевме исто така сместени во хотелот каде што беа сместени дел од америчката репрезентација, финската, словенската, хрватската, каде што тие се нормално велесили во самото скијање. Голем дел од луѓето што беа на Олимписките игри, јас ги познавам, пошто ние се среќавате на светски првенства. На останати светски првенства, на физ надпревари, балкански купови и така натаму. Со оглед на тоа дека си млад, те окуражили повозрастните спортисти, ти вика, ти дадоа некои насоки за воиднина, ти рекоа браво. Па да, во секој случај добив поддршка од сите што беа на самата Олимпијада и во неа, и секако целта ќе биде пристигување на Македонија на следните олимписки игри во уште подобро светло. Да сме живи и здрави. Да. Ставре, кој момент од Олимпијадата ќе го памтите целиот живот? Поправиме ако грешам, 3 пати или 2 пати си носач на знамето на отворањето? На оваа Олимпијада втор пат, со тоа што од 2018 го носев знамето на отворањето. Ова ми беше второ носење на знамето на отварање на Олимписките игри. Мислам дека ќе го паметам најмногу моментот пред самиот старт на 10 километарска трка, затоа што целиот фокус ми беше ставен на таа трка. Го чекав тој ден и мислам дека тој момент, самиот старт, самите неколку стотина метри ќе ги паметам до крајот на мојот живот. Ана, слично и кај вас? Јас така исто имав голем впечаток што имав забележано. Имав многу
искуство од нивната организација. Нивната организација на нивниот стадион беше грациозна, собираше многу голема публика, имаше многу публика која ги поддржа своите фанови и тоа нема никогаш да го заборавам. Се надевам дека и во нашата држава ќе има некоја можност исто така да се направи некој таков настан. Така е. И Да. Имаме потенцијал. Дали имаше можност, момент кој посебно почувствува гордост што ја представуваш Македонија? да, на секој чекор кога тргнав на тој пат и на веење на знамето, на церемонијата, секој чекор е нареден чекор на секое место на Олимписките игри, ме представуваше голема гордост и се надевам дека и понатаму ќе ја представувам за наредни Олимписки игри. Виктор, кога ја завршивте тркавта, што почувствувавте во тој момент? Па можам да кажам задоволство. Бев среќен прво. Сигурен беше дека тоа се видите во алпското скијање, скијање, да, тука не може да се во знае. алпско скијање Еден никогаш мал не се момент може да речеме, нели, да се утне. Буквално алпското скијање никогаш не може да знаете дека веќе завршите трката, можете да го дадете само својот максимум и да бидете фокусирани на самиот надпревар. И претходно кога одите во оглед, вие согледувате стазата и ги согледувате замките што ги носи секоја стаза и со доволна концентрација и нормално се потрудив и ја завршив трката и бев пресечен пошто вие сте во одреден момент во целта на Олимписки игри каде што илјадници луѓе ви аплодираат и ве пренесуваат сите светски медиуми и ја представуваат за својата држава тамо, така да чувството беше непроценливо. Неоплисиво, така е. Ставре, колку поддршката од семејството и од луѓето дома ви значи во вакви моменти? Па едноставно најголема и најмногу значење има поддршката од семејството, од најблиските на вакви моменти, посебно кога станува збор за Олимпијада. Ке вас е, предпоставам дека исто, поддршката Да. од семејството, од Така. најблиските е најважно. Така. Ана, колку ова искуство ве мотивира за следните предизвици? Споменавте, живи да сме здрави за 4 години, Да. 2030, следните ќе Да. се организираат на Алпите? На француските Алпи. Алпи, да. Тие се недопрени врвови во моментов и се надевам дека најголема цел ни е сега на тоа на наредните Олимписки игри. Виктор, што научивте од ова Олимпијада што еве ќе ви помогне за следната? Па во секој случај самата припрема за одење на Олимпијада е најтешкиот пат кој треба да се изведе. Имено, да. Пошто ние не тренираме во Македонија, одиме преку лето и на есен обично во Австрија на глечерите и тамо се припремаме. Секако да не си дома поголемиот дел од годината не е лесно едноставно да ги изоставиш пријателите, семејството и така натамо. Но тоа е сепак жртвата на спортистот што треба да ја даде за да стигне тамо кај што сака да стигне и таа што му е целта, да кажеме во моментот на Олимписки игри. Старе, дали веќе размислувате за следниот олимписки циклус? Па, Ќе бидете апсолутен рекордер? По едноставно, настапи на Олимпијада зимска? Размислувам после вчерашното завршување кое го пратев на Олимписките игри, испуштање на знамето, веќе размислувам длабоко и да станам рекордер од нашата држава со 4 зимски Олимписки игри. Ова финално прашање за крај заедничко и до сите. Што би им порачале на децата од Македонија кои сонуваат еден ден да станат олимпијци? Еве, Виктор, ти спомена дека патот е макотрпен и тежок, дека тие минута или 30 минути настап се само еден многу мал микросегмент од она што во тие 4 години се подготвува еден спортист да го направи. Баш така, значи во тие минута и пол ние ја го представуваме целиот труд што сме го вложиле претходно во самиот спорт. Но сепак ова е едно огромно искуство што би ми помогнало во припремите за следните Олимписки игри, пошто више знаете како стои да работите и какво е чувството да си на стартот. Така да и кои грешки претходно сме ги направили прености во самата припрема за Олимписки игри, што би можеле да ги подобриме во припремата за следните. А што би им препорачале на децата во Македонија кои што сака да си го остварат ете, ана сона да бидат и еден ден и тие
олимписки спортисти? Јас би им препорачала да си ги сакаат и навиваат своите фаворити, да си изберат и да ги следат нивните постапки, како што се со нивни резултати на Олимписки игри и постигнати врвни резултати, така да продолжат и да имаат можности да ги испробаат нивните настапи, нивните резултати, дека ќе успеат од тоа. Да, докато сте практично вие како спортисти оваа генерација. Ставре, само за на крај, дали Македонија може да освои олимписки медал во зимски спорт? Мислам дека тоа е многу тешко, но Не е дека не е не е дека изводливо. не е изводливо, да. Оваа година некои репрезентации чинам дека го докажа тоа со се на Бугарија. Бугарски. Да. Да, имав. Ви благодариме што бевте наши гости ова утро и што ја споделивте со нас оваа приказна околу олимпиското случување. Еве, ќе споменам само дека вашиот настап и беше инспирација и доказ дека ете со многу верба, со многу работа и со многу труд и љубов кон спортот и со ништата може да станат. Виктор, ти најмногу ќе се согласиш со мене. Реално, Ставре веќе ни е овдека искусен, по негови стапки следува и Јана. Ви позакувам многу здравје, многу успехи и секако нови олимписки настапи во иднина. Ние секако ќе продолжиме да ве следиме и да ве бодриме и да навиваме за вас. Ви благодариме на поддршката. Благодариме и на можноста да гостуваме во вашата емисија. Ви благодарам и вам што еве ова утро успеавте да бидете со нас.